Драги ученици, добар ден! Добре дојдовте во Е-училница на часот по математика за 8 деление. Денешната наставна содржина е решавање проблеми со проценти, процентуално намалување и зголемување, дробки и децимални броеви. Целта на истата е да решавате текстуални задачи со проценти, со процентуално зголемување или намалување, со дробки или со децимални броеви. За таа цел да разгледаме неколку примери. Пример 1. Една книга чини 350 денари. Незината цена е намалена за 20%. Од А. За колку денари е намалена цената на книгата? Од Б. Која е новата цена на книгата? Најнапред да го одредиме намалувањето на книгата. Имено, треба да пресметаме 20% од 350. Ова е всушност одредување дел од цело. 20% е 20 стотинки, од е операција множење. Сега имаме множење на дробка со цел број. Дробка со цел број се множи така што целиот број се множи само со бројителот, а именителот останува непроменет. Па така ќе имаме 20 помножено со 350 врз 100, тоа е еднакво на 7000 врз 100, а тоа е всушност 70. Значи, книгата е намалена 70 денари. Новата цена на книгата ќе ја најдеме кога од старата цена ќе го одземеме намалувањето, односно добиваме дека новата цена ќе изнесува 280 денари. Ова задача се среќава процентуално намалување. Пример 2. Лаптоп се продава по цена од 32.600 денари. Во мај цената е зголемена за 10%. Под А. Која е новата цена на лаптопот? Под Б. Ако во јуни новата цена е намалена за 10%, дали таа повторно ќе биде 32.600 денари? Најнапред да го пресметаме зголемувањето. Од 10%, тоа е всушност одредуваме 10% од 32.600, исто како во претходниот пример имаме 10 стотинки помножено со 32.600, откако ќе се извршат назначените операции, добиваме дека зголемувањето изнесува 3260 денари. Новата цена на лаптопот ќе биде кога ова зголемување ќе го додадеме на старата цена, па ќе добиеме дека новата цена на лаптопот изнесува 35.860 денари. Понатаму, во јуни, новата цена, односно цената која што сега ја добивме, е намалена за 10%. Па така, го бараме намалувањето од 10%, односно бараме 10% од 35.860 денари, тоа е 10 стотинки помножено со 35.860 денари и откако ќе се извршат операциите, добиваме дека намалувањето изнесува 3.586 денари. Новата цена ќе биде кога од 35.860 денари ќе го одземеме намалувањето од 3.586 денари, ќе добиеме дека изнесува 32.274 денари. Може да се погледне дека новата цена нема да биде повторно 32.600 денари. Ова задача се среќава и процентуално зголемување и процентуално намалување. Пример 3. Месечните трошоци за вода на едно семејство се зголемиле од 1200 денари на 1500 денари. Од А. Колкаво е зголемувањето во денари? Од Б. Колкав е процентот на зголемувањето? За да го одредиме зголемувањето во денари, потребно е од 1500 денари да одземеме почетната сума, односно сумата од 1200 денари, ќе добиеме дека изнесува 300 денари. За да видиме колкав е процентот на зголемувањето, еден од начините е зголемувањето да го поделиме со почетната сума на трошоци, па така ќе имаме 300 врз 1200, тоа е всушност 0,25 стотинки, запишано како процент, тоа е 25%. Значи, процентот на зголемување изнесува 25. И задача 4.
Во незе имаме и проценти и тропки. Имено од 80 ученици, 40% одат на курс по англиски јазик, 7/20 тренираат пливање, 10 ученици тренираат карате, а останатите тренираат кошарка. Под А, колку ученици се на курс по англиски јазик, под Б, колку ученици тренираат пливање и под В, колку ученици тренираат кошарка. За да одредиме колку ученици се на курс по англиски јазик, одредуваме 40% од 80, односно 40 стотинки помножено со 80, при што се добива дека 32 ученици се на курс по англиски јазик. Пливање тренираат 7/20 од 80, тоа е 7/20 помножено со 80, односно тоа се 28 ученици, додека пак кошарка ќе тренираат кога од 80 ќе одземеме учениците кои што се на курс по англиски, тоа беа 32, оние кои што тренираат пливање 28 и 10 ученици кои што тренираат карате, добиваме дека кошарка тренираат 10 ученици. За домашна работа ги имате следните три задачи. Задача 1. Цената на една играчка е 1760 денари. Таа е намалена за 15%. Која е новата цена на играчката? Задача 2. Дедо Кире произведува овчо сирење. Изминатата година продал 2620 кг сирење, а ова година продажбата се зголемила за 20% во однос на изминатата година. Колку килограми сирење продал ова година? И задача 3. Автомобилот поминал 4/5 од патот, долг 420 км. Уште колку проценти од патот треба да помине автомобилот и колку километри преостануваат да помине автомобилот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна работа.